Почнав, да речам, од самиот почеток. Јас сакав фудбал, сакав да бидам фудбалер, како во постапките на мојот дедо, но како растев, сватив дека мене ме интересираат коли, ме интересира автоспорт. Јас сум Стефан Треневски, 18 години и првиот македонец во формула. И татко ми беше автомобилист, два пати првак во Македонија и го молев да ми купи картинг, но за жал картингот беше прескап и едноставно не се исплатеше од тука од Македонија и одлучивме да купиме симулатор, што на почетокот беше како хоби, нели? Но на 16 години покажав огромен талент, поставив еден светски рекорд на еден челендж и потпишав за Брабхам Еспорт, кој беше Формула 1 тим на времето порано, 4 пати првак. И на 16 години татко ми одлучи да ме пушти во акција во живо, да возам првата трка во Европскиот Твинго Куп, каде што се покажав доста. Потоа победив на Формула Стар надпреварот, кој ми овозможи да возам потоа цела сезона во Европскиот Твинго Куп, каде што завршив трет, највисоко пласиран дебитант и Rookie of the Year. Потоа ја победив Формула 4 Академијата, која ми овозможи Академија да возам оваа година во Формула 4. Од тука секако е тешко, немаме услови, немаме патека, но тоа не е препрека за мене. Мислам, е препрека, но нема да ме натера да се откажам. Јас одам и сакам да бидам светски шампион во Формула 1, сакам да победам оваа година во Формула 4 и секој ден тренирам тоа за да го овозможам. Тренирам физички, се спремам секој ден имам тренинзи со мојот личен тренер, но исто возам на симулаторот многу. И пред самата трка јас сум спремен и физички и јас знам патеката, иако никогаш не сум бил таму. Така да, тоа е дел од спремањето. Да бидам Формула 1 возач е да си го остварам својот сон како прво и не е само да бидам Формула 1 возач, туку секогаш сум сакал да победувам. И второто место за мене не било тоа никогаш. Сакам да бидам првак, сакам да ја представам Македонија на највисокото ниво во автоспортот и да ја направам горда својата татковина. Од луѓето имам доста поддршка, секој ден добивам милион пораки како сите се надеваат да стигнем до Формула 1, така да тоа премногу ми значи. Од државата не знаеме, ќе видиме, би требало секако ова е прв ваков успех во Македонија, така да се надевам и на тоа. И имам, да речам, голема поддршка од татковината. Моментално се наоѓаме во мојата соба, каде што е симулаторот и исто така дел од моите успеси. За жал, најголемиот го нема, уште го чекаме огромниот трофеј, што е, да речам, колку мене скоро. Тука имаме едно 17 трофеи, кои што се дел од Европскиот Твинго Куп лани, но исто така од академиите кои ги победив во 2024 и 2025 година. Бев во Англија како дел од Brabham Development програмата, каде што ме учеше Дейвид Брабам, поранешен Формула 1 возач, и Роб Вилсон, учител на 70 Формула 1 возачи до сега. И многу научив од нив, потоа тестиравме во мост во Чешка, каде што поставив идентично време со ланскиот победник на квалификациите, така да сме доста брзи и очекувам одлични резултати оваа година. Моите планови за оваа сезона е да победиме 2026-та Формула 4 Централно европскиот шампионат, потоа да преминеме во Формула 3, па во Формула 2 и во Формула 1. И во случај тоа да не е возможно, би сакал да продолжам со GT сериите, Le Mans или па и Индика. Така да ќе видиме, не знаеме уште, но моите цели се на највисокото ниво на автоспортот. Без разлика и да нема услови во твојата држава или да немаш финансиска поддршка, да речам, да не можеш картинг да почнеш, секогаш има и втора опција и мојата приказна е, да речам,
доказ за тоа, затоа што јас не се откажав, иако сите мислеа дека сум луд, дека почнувам од игрица да речам, јас стигнав до формула и тука не завршува мојот сон, така да не се откажувај. Ова што го гледаме тука е кацигата на Сена, мојот идол, Ертон Сена, кој е 3 пати првак во Формула 1 и мене ми е идол затоа што тој во 80-тите стигнал до Формула 1 да биде шампион, иако бил од Бразил, која тогаш, да кажам, не била толку компетитивна и популарна земја за тој автоспорт свет, и тој не се откажал и исто така бил екстремно брз на дожд, што мене ми е едно од најомилените услови за возење, така да тој за мене е идол што и јас сонувам да сум како него од дете. Автоспортот е, како што знаеме, многу опасен спорт, има, да речам, секогаш огромна опасност и особено за време на дожд, тоа е уште поопасен. Колата се лизга, непредвидлива е, но за време на дождот тоа е кога најдобрите возачи се покажуваат.